Добар ден уште еднаш. Следува терминот во кој обично имаме дебата и некако не намерно, но веќе неколку недели поред со колешката Гордана Дувњак правиме женски дебати. Така и денеска. Гости се Џулистана Марковска, поранешен пратеник од ВМРО ДПМНЕ во Собранието, и Ана Пановска, сега колумнист во неделникот Фокус, а во 90-тине, кога Марковска беше пратеник, Пановска беше главен и одговорен уредник на информативната програма на Македонската радиотелевизија и долги години собраниски известувач. Така што наша тема за дебата или анализа и коментар ќе биде она што се случува во Собранието, каде се очекува се очекуваше денес дали ќе се соберат за 80 гласа или не. Јас предлагам најпрво да ја слушнеме колешката Весна, да видиме како е моменталната состојба и што е она што сега се случува во Собранието. Весна, дали се слушаме? Да, се слушаме, Гордана, да. Што се случува во моментот во парламентот? Овде во Собранието се уште се чека да започне седницата на која се уставните измени требаше да започне попаузата, но еве и 2 часа потоа новинарите овде уште чекаме да почне оваа седница. Неофицијално траат преговорите за обезбедување на двотретинско мнозинство. Во меѓувреме дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, околу 30 на пратеници од скупно 48 колку што им брои пратеничката група, на пресконференција овде во Собранието побараа од собраничкиот спикер Талат Џафери точката за уставните измени веднаш да ја стави на гласање. Еве накратко што рече пратеникот Антонија Милосовски. Тој рече дека поминаа 19 дена од неуспешниот референдум организиран од власта, на кој народот јасно се изјасни дека нема одлука за мандат за уставни измени. Гледаме дека власта долговолекува со гласањето, тоа е затоа што е свесна дека за пратениците е поважна волјата на народот отколку притисоците. Тие побараа од Џафери без одлагање да стави точката на гласање и владеачкото мнозинство да види дека нема ниту услов ниту мандат за измени во уставот. Ова го рече Милошовски овде во Собранието во прес-салата. Инаку од друга страна неофицијално собраниски избори од мнозинството, иако утринава од парламентарното мнозинство, како што реков, брифираат дека се обезбедени доволен број на гласови за изгласување на потребата за измени на уставот, за сега седница на која треба да се гласаат овие измени не е започната. Инаку за збор се уште дали тоа може да се толкува како лош знак, бидејќи се одолговлекува почетокот? Може ли да се случи сепак да нема денеска седница или да нема гласање, тоа да се одложи за понеделник? Да, во игра е таа опција, но не за во понеделник или за во вторник, туку за наредната среда. Значи, ова е една од опциите која овде во собраниските кулоари се шпекулира. Значи, доколку денеска не се одржи тоа гласање на оваа седница, неизбежно е таа да биде одложена за во среда. Какви се коментарите околу престојната посета на наследникот на Нуланд? Метју Палмер доаѓа в понеделник. Така. Коментарите овде во Собранието меѓу новинарите се дека најверојатно главната средба меѓу Палмер ќе се случува со Мицковски и убедувањето околу токму за гласањето на овие уставни измени во Собранието. Весна, јас ти благодарам за јавувањето. Ти остануваш и натаму во парламентот. Ке те замолам, доколку има некаков нов момент, секако побарај од режијата да те вклучат додека ние разговарам. Така. А ние продолжуваме. Џулистана, да почнеме со вас, затоа што сепак бевте дел од пратеничката група, од партијата ВМРО ДПМНЕ. На што ви мириса ова вака? Под наводници се разбира. Под наводници повеќе ми мириса на нови избори отколку на некаков договор, заради тоа што верувам дека, апропо на што вие почнавте емисијата, веројатно ако имаше меѓу
водачите на партиите и некоја жена ќе се најдеше некој подобар компромис или барем полесно ќе се разговараше, меѓутоа сериозно го мислам ова, заради тоа што сепак имам впечаток дека жените како политичари или како попрагматични особи можат да најдат некој компромис побрзо и полесно отколку да се движат по некои Па не знам, јас има некои професорки што баш и не се за компромиси. Добро, меѓутоа тие не се политичари, а политиката подразбира прагма, знаете. Подразбира прагма. Господја Марковска, колку претеничката група на ВМРО е монолитна? Не може да се зборува за монолитна заради тоа што уште во старт ние веќе имавме најави на луѓе кои што и во извршниот комитет и надвор веруваат дека треба да се изгласаат овие уставни промени заради тоа што се од исклучително значаен карактер на државата и за тоа во кој правец ќе се движи Македонија. Меѓутоа, по природа на нештата, бидејќи се уште ја познавам матрицата на нештата како функционира во ВМРО-ДПМН, сепак таа хиерархиска организација, дури навидом и војничка организација која што е повеќе во ВМРО-ДПМН, иако не може да се каже дека ја нема и во другите партии, што не е добра пракса за демократијата во Македонија, влијае на тоа да сепак луѓето и постои еден страв да го искажат сопственото мислење, па макар мислеле и спротивно од другите. Тука постои сигурно и притисок од страна на оние кои што се внатре во партијата, што и како ќе се случи. Доаѓаат ли до вас такви информации, бидејќи предпоставувам имате контакти со дел од членството? Па имам контакти, меѓутоа директни притисоци не, освен можеби ветувања на постоечките претеници дека истите ќе се најдат на листите за новите избори на добитните комбинации. Дали тоа ќе биде така или не, ќе видиме. И лично мене, ако ме прашате, помеѓу нови избори и гласање на компромитирани претеници, јас повеќе би ја избрала опцијата на нови избори, заради тоа што правдата, правната држава и демократијата значат многу повеќе во оваа држава. Така, но што ако новите избори не донесат промени во распоредот на силите? Тоа е исто така едно од полошите очекувани ситуации, која што сметам дека би била можеби не би се случила доколку би се одело со предизборна коалиција, односно коалиција која што и во моментот е во собранието и која што практично би одела со една заедничка листа која што треба да го обезбеди двотретинското мнозинство и која што би била многу чиста ситуација и покрај тоа што слушаме дека еден од главните коалициони партнери, а тоа е ДУИ, е против таквото барање. Ана, долго време беше собраниски известувач. Како го оценуваш овој собраниски состав? Не знам, јас слушам господјата Марковска, преферира повеќе на избори. Јас сум, еве, како дел од колумнистите и долгогодишен собраник избори, тоа навистина крајно неповолно за нови избори, за државата. Нон-стоп сме во избори. Нема да имаме никаков нов момент. Тоа е моја проценка. Затоа сметам дека во овие наредни денови, денеска дека не треба да се гласа доколку не е добро обработена работата во буквална смисла на зборот во двата табора. Оти сега се работи и на едно место и на друго место. Колку и да СДСМ, да речеме, мнозинството врши некој притисок или не знам како да го наречам, и одвратно се случува. Значи, треба да се поквачи работата уште малку. Тоа е мој став, како да речам, да се обидеме, да помине ова со лесно, со да се гласа за, сепак ова е прва скала, да се разбереме. Ова се гласа денеска за потреба да се отвори Уставот. Денеска, ако некој изгласа од пратениците на ВМРО-ДПМН, ништо нема да се смени. Нема, меѓутоа ќе даде сигнал за понатаму. Во ред е, зашто добрата волја ќе биде тука. Да се разбереме. Еве, они знаат, овој парламент, нивниот, тоа беше фантастичен парламент. На првиот состав, да речам, имаше поголем демократски капацитет, отколку сите останали. Имаше поголема искреност, како луѓе. Ја така го ценам. Тие си беа спротиставени политички. Овие на едниот крај диагонално, другиот
Ама, седеа како луѓе. Да, и се донесоа исто така крупни одлуки. Па тоа беше сите на оро се фатија пред собранието. Па тоа беше прекрасна гледка. Мислам, секој си остана на своите позиции. Политички. Меѓутоа, за државата, тоа се што требаше до 94-та година практично се донесе. Тој парламент ги постави темелите. Не треба да се рушат сеа тие темели. Има ли овој состав пратенички капацитет, но и чувство за големи и крупни историски одлуки? Како што тоа го имаше, велиме, првиот состав на парламент. Водството на партиите, водствата се секогаш битни. Сега да кажеме дека еден Љупчо Ѓоргиевски, за разлика од Мицковски и Груевски, имаше голема разлика. Сепак тој беше еден пофлуиден тип на човек. Не беше вака ушанчен во некој... Не беше вака забетониран. Некои вела дека и реакцијата на Мицковски кон американскиот помошник државен секретар, писмото беше толку радикално тврдокорно, што дури ни Груевски немал таква риторика, а некои велат ни Слободан Милошевиќ не реагираше константно. Ја верувам Груевски во моментот на најголемите напаѓања, бидејќи сепак да не заборавиме дека во неговото владење имаше и добри проекти, посебно првите 2 до 3 години, дека тоа беше човек кој што има визионерски погледи за тоа каде и на кој начин треба да се развива Македонија. Се согласувате ли вие дека Букурешт беше Букурешт беше пресудниот момент и тука мислам дека има и големо влијание и меѓународната заедница која требаше после Букурешт да си ја увиди грешката дека ние долго време сме пред вратите на НАТО и на Европската унија и дека Македонија како една држава од 2 милиона население не може да го угрози нејзиниот комплетен интегритет како Европска унија, ниту НАТО асоциацијата и да донесе политичка одлука која што ќе биде поблагопријатна за нас, да не биде толку крута. Верувам дека меѓународната заедница тоа сега го свати. Меѓутоа, кај нас веќе почнаа мешетарење и од други страни, иако во овој момент најголемата партија во Македонија, ВМРО-ДПМН, вели ќе донесеме подобар договор, меѓутоа не ни кажува која е алтернативата. Ја искрено би сакала да ја Палмер од Белград порача, нема да има подобар договор. И крај на приказната. Тоа е крај на приказната, можеби не во смисла порака беше и на Мичел. И на Мичел, да. Меѓутоа, можеби за некои други асоциации. Иако 80% од населението во Македонија сака Македонија да ја види во рамките на она кај што географски припаѓа. Тоа е Европската унија и НАТО асоциацијата пред се зборувам, не заради тоа што некој нас ке не одбрани или некој ке не напаѓа. Меѓутоа, во принцип, државите кои се членки на НАТО ја задржуваат својата територијална целовитост. Ние во овој момент можеме да имаме сериозни проблеми заради тоа што Македонија без своја желба, а за жал, во овој момент, поради недоразбирањето што го има опозицијата или несогледувањето на вистинскиот историски моментум, ќе се најде во сериозна криза политичка во смисла на тоа да Македонија влезе во друг еден контекст на решавање на македонското прашање во склоп на решавање на српско-косовскиот проблем. И тоа е нашата најголема болка. Така, но, да, извини. Зошто се има надеж дека кога ќе дојде Палмер во Скопје, се остава нели тајмингот до среда дека ќе има некакво клучно влијание, кога јас не знам толку јасни пораки дојде од Вашингтон, Брисел, од сите европски центри, канцеларката Меркел беше апсолутно. Ана, веруваш дека тоа може нешто да направи пресврт? Како не? Во која смисла? Да речеме историски гледано на назад. Се секавате на војната 2001 луѓе? Што е вас? Па тогаш без НАТО. Па овде ке тече крвој до колена, бре луѓе. Па Скопје беше на нишан. Луѓето забораваат. НАТО, Европска унија, се изреди. И Бердју, и Леотари, не знам кој, не знам. Рамковниот на референдум не би поминал инако никогаш. Да, меѓутоа партијата, сега да се разбереме, има една суштинска работа која што сите мораат да ја
на која што треба да се подсетат, дека тогаш се направи широка коалиција, без референдум. Тогаш го чучнаа Бранко Црвенковски и СДСМ да седне ни крив ни должен. Вака во навод. Може би бекграунд има лош, меѓутоа не беше влада во тоа време. Владата што ја изгуби, ајде да ја речам војната, беше владата на ВМРО ДПМН. Точка. Зошто? Какви околности, што имало, небитно. Битно е дека тие како влада му рекоа на СДСМ или НАТО или сите пријатели, тогаш за да не опојде државата без трага, му рекоа: "Ава Кари, дојди, седни заедно со Љупчо и Бранко и Мери и Џафери, ќе подпишете ова и точка." Но тогаш беше Борис Трајковски председател на државата. Беше, а ние сега немаме председател, тоа е проблем. Затоа и во Грција нема толков проблем. Затоа што тие имаат председател на државата, кој што знае да направи добар баланс меѓу спротивставените странки. Па тоа го правеше и Киро. Да се разбереме, може и затоа и тој Господја парламент Пановска, колку власта успеа да им објасни на граѓаните, покрај тоа што тоа е познато, што добиваме со членството во НАТО? Власта не треба ни да успеа да им објасни. Не разбирате? Не, тоа мене ми е смешно колку власта успеала да им објасни. Ако ние, како граѓани, мислечки, не знаеме што значи НАТО, Европска Унија, особено во овие регионални рамки. Во овие рамки. Ама каква власт? Или самиот договор од Преспа. Луѓе, не може подобар да се направи. Ја не знам кај се наоѓаме ние. Значи, целата оваа ситуација може би е голем политички, како да речам, ринг, во кој што овие детали не сме учествувале во преговорите со Грција и така, секоја влада ќе ги истера тие работи нормално, пратениците на ВМРО ДПМН, мислам дека и поима нема Груевски кој беше премиер што преговара со Грција. Добро, има некои работи што се прават од владата и затоа таа ги ја зема одговорноста. А Заев нека помине ова, утре ќе бараме да падне од власт. Одма. Само ова да си помине, затоа што луѓе се работи за нашава држава, нема тука играње. Утре, што мисли овој народ, дека му викаат не на Америка, на Европа, на овие... Па кој ќе не затворат ушише, па лепнеме да... Тие мислат дека така лежерно се изложија сите овие марки овдека што дојдоа, зошто се изложија за некој да му рече остав. Да, но тие реагираат пратеници или функционери од ВМРО ДПМН, кои кажат пораките дека се многу јасни, конкретни, па дури остри, дека партијата ќе ја сноси одговорноста, дека последиците ќе бидат лоши и слично, дека ќе биде партијата изолирана, дури во партиите ЕПП, да, има реакција од председателот, но секој ден слушаме по некој од нив кој вели не, еве ние имаме контакти, сега беше овој во ваму, разговараме со ова. Како ги проценуваш овие последици од меѓународните фактори кон самата и за државата, предсено и партијата? Добро, знаете, меѓународна заедница, па дури и ЕПП партија, подразбира конгломерат на интереси и на луѓе. Секогаш ние велиме меѓународна заедница за сите, ама некогаш некој одстапува. Зимам скратен назив за сите тие фактори, но ова асоциација на десничарските европски партии, председателот исто искажа дека ќе биде разочарување доколку ВМРО ДПМН обстои на ваков став. Па знаете, јас вака се обидувам гласно да размислувам, иако лично не ми се многу јасни, не верувам, просто не верувам, без оглед на тоа што господинот Мицкоски нема некој голем политички бекграунд, во смисла на тоа да извршувал предходно некаква сериозна политичка функција, да имаме можност и начин да ги видиме неговите капацитети во водење на одредени тела, освен во партијата која што, искрено речено, му беше додадена вака на тацна и очигледно дека има советници кои што работат со него, меѓутоа не знам од кој круг му втекнуваат советниците да толку многу убедено зборува за избори и уште повеќе, да не кажам
најблага дефиниција би била за едно толку многу некултурно писмо испратено до Тогаш каде ги гледате причините за тврдокорноста? Причините за тврдокорноста ги гледам сепак во некаков договор кој што евентуално после избори, дали сега или после е направен со некој од албанските партии. Ова вака прв пат го изложувам тука, заради тоа што гледаме дека ДУИ не сака да оди во коалиција, сите новинари упорно јавноста вели ВМРО ДПМН нема партнер, а тие викаат ние имаме партнер. Така да не може да биде тоа само обичен блеф. Значи алудирате на ДУИ сега, колку се можам да преведам. Така, заради тоа што ако ги анализираме резултатите од референдумот, тие имаа една јавна кампања, меѓутоа земите ги најголемите центри, а тоа се Тетово, Гостивар и другите, сепак албанците барем не излегува во толков голем процент, како што ни рекоа, вие сега ќе видите како ќе гласаат албанците за НАТО и за Европската унија. Да, но ќе бидат избори, еве, како пак останува дилемата? Нели велат, ние сме за ЕУ и НАТО, но не со овој договор. Подобар велат сите. Ке нема. Ке нема. И ја не знам ова како мачка во вреќа. Зар верува некој дека ќе направат нешто, особено што не објаснуваат како тоа би го постигнале? Па со изборни резултати. Ама што победникот тогаш прави нова како ќе направи подобар договор? Заре мислите дека ВМРО верува дека ќе го капитализира резултатот од референдумот и од ова што се случува и ќе дојде во позиција да прави влада? Јас искрено не верувам, меѓутоа очигледно раководството верува, а веруваат и пратениците во овој состав на кој што им е ветено, предпоставувам дека ќе бидат на тие листи и дека математиките ќе се сменат, а дека ВМРО ДПМН ќе биде во владеачката партија, која што ќе ги менува и ќе ги диктира условите, па и за тоа кој што и каде ќе биде. Заради тоа што, доколку имавме еве хипотетички зборови, референдум во кој што се вели, дали сте за ЕУ, еве како што беше прашањето, со тоа што ВМРО ДПМН ќе се врати на власт после тоа. Што мислите, каков ќе беше референдум? Мислам, мене ми е жал само што една толку сериозна работа, многу сериозна, за нас како граѓани, за нашите деца, уште повеќе за нашите внуци. Оти ние преживеавме еден период, да не кажам повеќе од 2/3 од нашиот живот, гледајќи и добро и лошо. Нашите деца масовно ја напуштаат Македонија. Не сакаме тоа да биде. Сакаме средена држава која што ќе ги исполнува вистински критериумите и за НАТО, и за Европската унија, и во која што ние ќе бидеме европјани во сопствената држава без да бегаме во Европа. Тогаш не знам како и на кој начин тоа би го направила една нова коалиција, па биле во неа и ВМРО ДПМН и еве и ДУИ, ако овој договор пропадне. Кој е тој, под наводници, кој е тој што тоа ним им го ветува и во име на што велат ние ќе направиме нов договор ако нема договор? И во крајна линија, зошто тоа не го направиле кога 11 години без? Тоа е веќе друга приказна. Очигледно е дека тогаш и притисокот на меѓународната заедница, односно на НАТО, не бил толку голем. Јас сум убедена дека и сега да беше ВМРО ДПМН на власт, ќе го добиеше истиот овој договор и притисокот ќе беше толку голем. Сега е таков мозаикот, заради тоа што не на нас само што ни е потребен НАТО, да бидеме искрени и ние сме му потребни на НАТО. Ана, што сметаш дека е позадината на ваквото однесување на ВМРО? Веруват вистински дека они утре ќе направат подобар договор или друга е позадината? Власта. Тоа случајно не е. Ја мислам дека ова што се случува сега во ВМРО ДПМН е многу ограничено некое јадро кое што ја диктира оваа ситуација. Мало ограничено јадро. И неискусен водач. И неискусен водач. И тој, а е обкружен, очигледно, не со вистински ВМРО-вци, па јас ти кажам, имам една теза дека зашто се случува во ВМРО? Па ВМРО, сите советодавци му се бивши СДСМ-овци. Бивши членови на влада, еве, ја спомна Гордана Силјановска, на Бранко владата. Значи, тие го водат. Отпадници од СДСМ на некој начин. А и Ѓорги Иванов? Па Ѓорги Иванов, па амбасадори овие што се сите беше во дуел со господинот, небитно. Значи, јас мислам дека тие се обкружени со незадоволници од Стефче и така натаму, од бившата власт.
Вистинското ВМРО е ова. Тоа што беше, тоа не го велам со некое лицемерие. Напротив, тоа беше да ги гледаш луѓето дека душа ги боли за Македонија. Не бе овој, не ми личи Мицковски дека го боли душа за Македонија. Тој сака Заев да падне. Јас, еве, ама зар мислиш дека верува дека ќе направи, ќе не внесе во ЕУ и НАТО Мицковски со ова? Верува дека ќе биде премиер. Не, он, ЕУ и НАТО е... Ќе биде и после, ако случајно биде он премиер, ќе си го земе целиот овој колач, што е досега направен, и ќе каже, еве, ова е тоа, знаете, нема ништо, кратко памтење, кој донесе, не е битно. Не се битни аплаузите за Заев. Работава е многу сериозна. И може Заев утре да падне и стварно око да не ни трепне. Се случува тоа. Гинат луѓе за државата, за татковината, за ова. Да, но Заев, кога рече понуди помирување за крвавиот четврток, тој рече дека е спремен да ја плати политичката цена. Која политичка цена ќе ја плати Мицковски? Освен да загуби лидерска позиција во партијата. Ништо специјално. Не, видите, мислам, тоа е вистинско сензитивно прашање. Вие имате и група на луѓе кои што се во ова што го зборуваше, еве и претходно рековте, дали на вистина им е објаснето на луѓето што ние добиваме, а што губиме и во какво обкружување ќе се најде Македонија. Има луѓе кои тоа не го знаат. Има луѓе кои што викаат, јас сум за Македонија, од Македонија, сакам да сум Македонија, и толку е нивото. Тоа се луѓе кои што не сакаат или немаат време или едноставно толку ги интересира од политиката. Да, меѓутоа и дел од диаспората која што неколку генерации живее надвор од Македонија, ги имаат сменето и собствените имиња. Па велат издржете македонци, едно име треба да имаме. Как простор се даде на медиумите во диаспората, која што има пасоши од други земји, од земји членки на Европската Унија и беа изедначени со нас во нашите гледишта, со тоа што ние го проплачуваме овде со нашите деца, со нашиот стандард, со нашите плати и со се она што го нуди животот, за да едноставно не можеме да бидеме еднакви. Многу е лесно. Тие викаат, ние не тргнавме од Македонија заради тоа што ни било добро. Точно така, ама тргнале во еден друг период. Ама не научиле ништо од земјите кај што биле. Ама тоа не значи дека треба тука да ни продаваат на нас сега политика, што треба ние да правиме кога они не го направиле. Ама дај Боже да ни ја продаваат вредноста на државите каде што се. Тоа е на некој начин што бенефит. Се таму гледаат каков е животот. Баш да очекуваш од нив дека ќе речат што бре вие уште ли ке живеете вака на овој начин? Знаете кај е отиден светот? Ние од Австралија, од не знам каде, од Америка, од Западна Европа. Во ред, ама нека ги вратат пасошите на тие држави, нека се вратат овде, нека ги инвестираат своите богатства, не е проблем тоа. Дури ке им дадеме можност да бидат и повластени, меѓутоа нека го живеат животот што ние со нашите семејства го живееме. Тогаш ќе бидат апсолутно егал да се појавуваат секаде. Мислам дека премногу простор се даде на тоа. Точно, ние имаме диаспора, меѓутоа таа диаспора се јавува само за едно вакво сензитивно прашање. Не се јавува кога имаме долгорочни и тешки економски проблеми. За жал и диаспората ни е поделена, па има и една млада генерација која е контра на ова обединената македонска диаспора. Да, меѓутоа оваа првата доби повеќе на гласност, а кој е погласен тогаш тој добива. Нели, тој е поприсутен и за него се смета дека е повлијателен. Дали е тоа така, ќе видиме. А како да се коментираат состојбите во ВМРО ДПМН, која знаеме дека и дел од раководството поединци има поинаков став, пратеници излегоа на референдумот да гласаат, има пратеници кои се незадоволни од самиот избор на Мицковски за председател. Можно ли е да се покрене некаква постапка за промена на лидерската позиција поради, Па, јас само вака ќе ви кажам, од моите информации за промена на она што јас го барав, бидејќи бев и дел од таа група, јас не барам никаква функција, јавно кажувам, и навистина не ми е потребно ништо. Сакам ВМРО како партија да опстои заради тоа што е десно ориентирана и конзервативна партија која што се разликуваше од елитистичкиот социјалдемократски сојуз во времето кога се формираше. Сметам дека тоа е основната разлика и да ја кажам, еве по мене, предност што ја има ВМРО ДПМН во однос на социјалдемократскиот
Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, ако вие тргнете од тоа дека во ова ВМРО сепак постојат и луѓе кои што беа исфрлени на страна заради тоа што имаа поинакви гледишта, а тоа се луѓе кои имаат стаж од 10 години во партиите, кои што водеа и републички штабови, кои што беат и се уште се препознавани по начинот на кој ги гледаат работите, испадна дека секој како што доаѓа прави своја екипа и од мене почнува светот. Она што во моментов е во статутарните одлуки што ги понуди Христијан Мицкоски, без буквално никаква консултација со поширокото членство, му дава таква апсолутистичка моќ која што имаше повеќе од господинот Груевски. Затоа што една работа морам да кажам. Господинот Груевски имаше и има моќ да слуша. Се уште е итер човек кој што е прагматичен, кој што знае во моментот како да лавира, можеби ќе си го направи сопственото, меѓутоа знаеше како да комуницира со луѓе. Или после ќе ви стегне еден убав свилен гајтан. Тоа е така во сите партии. Тоа било во ВМРО изричито. Во овој момент статутарните промени кои што ги нуди господинот Христијан Мицковски се следниве. Ке парафразирам бидејќи него имам предлогот на статут кој што се уште не е поминат. Секој еден член кој што е избран во било кое раководство, на било која функција, а не дури и членови на местни комитети, кои од секогаш биле јадрото од каде што се црпеле сите наши во тоа време, зборувам да не бидам закопана во 90-тите, местните комитети биле основното нешто каде што се носеле сите најважни одлуки. Тоа значи биле долука и народот. Во овој момент господинот Христијан Мицковски така го има предложено новиот статут да секоја одлука за секој избран човек може да ја смени дури на местниот комитет, да не зборуваме за извршен комитет и за централен, и за секој оној, пазете го ова, кој што ќе истапи поинако отколку што е генерално донесен статутот во мислењето на самата партија, може да биде исклучен. Ама јас не се сеќавам дека некојаш е исклучен висок функционер од партијата, како што му се случи на заменик генералниот секретар од реформистиве Богоевски. Не, се исклучи. Беше исклучена и Ганка, беше исклучен и Маријан Ѓорчев, па после тоа повторно вратен, така да тоа се беше исклучен за одредени. Кога се формираа партии, кога имаше одреден проблем, беа исклучени. Меѓутоа, знаете, тоа не беше вака, баш викам, со свилен гајтан исклучување. А во овој момент таков луксус не би си дозволил ни Груевски, верувам. Господја Марковска, колку Мицковски е заложник на дел од претходното раководство, бидејќи во ниту еден момент не слушнавме оградување од криминалите на претходната гарнитура. Видете, јас ќе го почитувам многу, уште веднаш кога сите го нарекоа октруиран председател, меѓународната заедница се потруди да му честита на изборот. Оној момент кога тој ќе се оградеше од криминалот на гарнитурата која што беше на власт и за која што од бомбите, она што го знаевме на нас ни се потврди практично, бидејќи тоа беше една јавна тајна што се случува, тогаш тој за мене ќе беше легитимен председател кој што води автохтона собствена политика и кој што е навистина спремен да направи прво за партијата, а после и за она што следува доколку партијата биде владеачка. Во овој момент ние имаме октруиран председател, човек кој што сака да ја раскара комплетно ВМРО ДПМН, не само со сестринските партии, туку комплетно со целата меѓународна заедница, и тоа води во една тотална изолација. Меѓутоа внатре има многу паметни луѓе. Очекувавте ли Мицковски да биде поголем Груевски од самиот Груевски? Не очекував, меѓутоа да ви кажам клучен момент кој што буквално кај мене ги прекрши сите размислувања е на човек кој што прво дефинитивно интелигентен човек, тоа е професор на Машински факултет, колку што знам. Меѓутоа, не очекувам од човек кој што во 21 век, кој што сепак е век на иднината, век на Илон Маск и на не знам кој се, да буквално клечи пред собственото членство и кој вели кој сум јас за да му кажам на народот како да гласа. Извинете, ако вие утре бидете премиер, кој ќе бидете вие за да ми носите одлуки за кои што јас ќе треба да сметам дека треба да ги почитувам и се најисправните во моментот. Ама тоа е разликата. Државник и лидер го предводи народот. Популистите наводно го слушаат народот. Ама чекайте, народот е максимално поларизиран. За кој народ или зборуваме? Или се зацкрива за Дали ние тоа значи дека по една линија ќе треба да ја поделиме Македонија, во која што ќе живее едниот народ на кој што припаѓа ВМРО ДПМН, другиот народ на кој што припаѓа Социјалдемократскиот сојуз, сончогледките кои што се вртат на сите страни и кои што ги добиваат и од едната и од другата страна тендерите, кои што само ќе си вртат кругчиња, а ние ќе живееме во еден биполарен свет во кој што нема да се познава. Ана, пишуваш во колумната за
нели се повикуваат они на народот, Да. на Ми тој гласовите, народ што гласаш. но и 600.000 граѓани Се народ. се народ. Се народ. Активен народ. Не знам ја другиот колку е активен. Другиот е активен, што беше против, од 31.000 рековме. Мислам така кажа Државната изборна И комисија. 50 нека се. Ни 50 нека се. Другото ми е недефинирано. А се калкулира како не на може своја да се страна, калкулира. да. Да, може Не, само не. Јанко Бачев да калкулира, Да. бидејќи тој единствено заедно со Апасиев рече, беше член на иницијативата Бојкотирам и може да биде еден морален херој кој што успеал да покрене народот да не гласа. Утре ќе се покаже на избори, ќе видиме кој ќе биде за него. Но нели ВМРО беше ДФН почесно да се излезе на референдум и да Да се биде гласа Ама против не можеш, и да се сруши не можеш, договорот? ако ти е премисата со која владееш, тоа што си го наумил, да ти покаже бројка друга. Ако ти покажеше бројка од 300.000 гласачи против, што е логично од ВМРО ДПМН, не е нешто. Не 31.000. Не, 300-350 е горе-долу. Ако ти излезеа 350.000, вамудрна другава Јас против 610 ли колку Ама нели бе? 450 нешто над 1000 беше, ако мнозинството кога имаш цензус, значи овде има и повеќе од доколку Од имаш услов на излезност. 1.100.000. Затоа бојкотира, затоа беше... Ама затоа е сето тоа направено за да сета оваа работа се закопа. И ќе ја закопаат и Македонија со тоа дефинитивно. И некој, без разлика кој е, и Заев, и Мицковски, се колнат во Македонија, во све. Не треба да ни се колнат. Да работат за Македонија. Готово да влезе во сите тие асоциации меѓународни, да... Чекайте бре луѓе, и безбедноста може да ни е во прашање. Се замислил ли некој за тоа? Повеќе од сигурно. Па Така говориме, проектот размена на територии Косово, Ама Србија, немојте така. денеска собрани Ова е изгласа ранливо закон, подрачје војска на Косово, на Косово Република и Косово. помина. Значи, такви турбуленции се можни, што ние ќе останеме сива зона. Па еве го слушам Или Ѓорчев монета дека за подкусурување на некои поголеми држави околу нас. Во случајов се знае кој беше до сега главниот играч на поранешните простори на СФРЈ. Значи, удоволувајќи на некои други држави, кои што исто така имаат замешателство, би рекла и во нашиот референдум, Апсолутно. да ние имаме проблем со нашето обстојување како територијална целовитост, односно подрачје на Вардарска Македонија, такви какви што сме си биле од Асном па до сега. Ама тоа е далеку од автоктоната идеја на ВМРО ДПМН од ваше време. Кога бевте против Србија, против Југославија, како Добро, да речам, тоа се знаете, на младешки, некој начин. ниједна идеја која што била за големи држави, вклучително Да. и голема Македонија, не можете априори да го осудувате човекот ако сака човекот кој што живеел во Бугарија и се декларирал како македонец, истото за Грција да не може да живеат заедно. Сега дали тоа ќе биде Европската унија, Па, фала која Богу. што ќе не спои сите, меѓутоа тоа биле некои младешки идеали кои што биле за тоа време можеби конјунктурно, сега е веќе илузорно да се размислува за било какви големи држави и големи територии, заради тоа што такво нешто нема да се дозволи. Пред се, не заради нас, туку заради мирот во сопствените држави кои што во Европската унија, кои што исто така имаат проблеми од вакови. Од ВМРО ДПМН, од опозицијските пратеници, постојано тврдат дека СДС и меѓународните фактори прават огромни притисоци врз пратеници од ВМРО ДПМН. Од друга страна, стигаат информации дека и во ВМРО ДПМН се вршат големи притисоци врз пратеници. Сега, дали е крајниот резултат кој посилен притисок ќе направи, што ја прави и мачна ситуацијата веќе? Па, да ви кажам, да не си во кожата на пратениците, вака, најискрено, заради тоа што од една страна притисокот на оние внатре, за кои што да не заборавиме по социјалните мрежи имаше и закана за убиства. Тоа сигурно социјалдемократскиот сојуз не им се заканувал, се заканувале луѓето кои што се во обкружувањето на ВМРО, да не кажам од некој си центар кој што може би е и диригиран центар. Да, но Така кога реагираше Мичел од Вашингтон, да. тој наведе, значи, американците имаат сознание од
конкретни пратеници дека имаат притисок во партијата, не е тоа од апсолутно, да дека имаат читаат во портали партијата или сопствена. вестници. Во сопствената партија мислам дека притисокот е поголем отколку од надвор, доколку тоа се направи, веќе ние сме поделени на прапатриоти и на предавници, значи тоа се предавниците и при тоа ќе алудирам само на бројката од 20 пратеници, која што е буквално за мене трагично, да вие пред да ги слушнете резултатите од референдумот, се заколнете на вечна верност дека нема да гласате без оглед на тоа каков ќе биде референдумот. Тие се најмоćните луѓе кои што во овој момент ја крват судбината на Мицковски. Останатите 20, условно зборувам, бидејќи тоа се луѓето кои што можеби размислуваат со своја глава, а ние велиме за пратениците во моментот кога ќе станат пратеници, стануваат пратеници на народот, а не стануваат пратеници на сопствените партии. Инаку се губи влијанието на самото собрание. Зашто јас би гласала за партија? Во тој случај ќе гласаме за бројка 1, бројка 2 без постоење. Добро, господја Марковска, ако се знае дека и лојалноста на партијата долги години со меници се одржуваше. Да. Не е ни чудно тоа. Па не е ни чудно, меѓутоа правниците, колку што мене ми е познато, рекоа дека тоа се ништавни, бидејќи се против својата волја направени, а направени под притисок. Се што е под притисок подпишано на нотар дури е бесправно. Така да мениците само кружеат кај оние кои што не сакаа себе си да се гледаат како моćни луѓе, знаете. Вие можете да сте моќен од функцијата. Да, меѓутоа тоа е добар изговор за една комфорна позиција. Убаво звучи за ушите, меѓутоа ако имате вие лидерско водство во една пратеничка група, тогаш таа знае колку вреди, знае колку вреди незините луѓе кои што гласале и веќе има собствено мислење. Ние години поред во сите партии, сега веќе не зборуваме за ВМРО, избираме бројчиња од 1 до 10, од 1 до 13. Да, ама и лидерите ставаат на листа оние кои знаат дека ќе бидат послушни. Токму тоа, господјо Костова. Дали отворените листи би направиле нешто, некакво поместување во тој имаме. Апсолутно, многу ќе направат отворените листи. Затоа што можда една изборна единица евентуално. Апсолутно. Каде што секој глас ќе се валоризира. Ама апсолутно. Ама отворените листи уште повеќе. Тоа Затоа што најмногу. вие демократскиот капацитет на една личност која се бави со политика ќе му дадете храна. Тој ќе знае дека треба да се избори за став во партијата, меѓутоа дека не е партијата клучна, клучни се неговите бирачи. Токму она што сега го бараме од пратениците, да одговараат пред народот, а не пред партијата. За крај само уште вашите прогнози што ќе се случува наредниве денови. Јас ти кажав, сметам дека оваа работа ќе заврши во парламентот. Јас не Еве, сум. толку сум, како да речам, непоправлив оптимист. И мора така да биде, ќе биде голем галиматијас ако ова продолжи да се тегне со месеци, да не речем со години. Тоа е. А и ако собереме од 2008 безмалку секоја година ние имаме избори. Мислам дека на вистина целата енергија е посветена во кампањите и некако стоиме во место. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Благодариме на поканата. Гордана и јас се гледаме со вас во 21 часот. Гостин, како што веќе најавивме, ќе биде Слободан Богоевски, поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. И почесен председател на Комитетот за заштита на правата. Да.